Лека ноќ и добре дојдовте во 2017 година. И во неа ја сум Јована и Петар, а вие во вчерашни сте секогаш чекор за сите. Лека ноги од мене, се надеваме дека вчера убаво си ја прославивте вечерта и дека сте доволно уморни за да не следите следниве 30 на минути. Ексклузивно се вклучуваме во живо од вчера на Виенскиот новогодишен концерт. Откриваме како звездите во 2017 ќе бидат наклонети кон политичарите. Скандалозно, Дедо Мраз не дојде во вчерашни, наместо тоа гостин во студиото неговиот портпарол Миле Паника. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. 2016 година заврши, а на самиот нејзин крај и на прагот на новата, со соопштение излезе Заводот за депресија на Република Македонија, со кој ги известува граѓаните дека од 1 јануари официјално почна сезоната на новогодишна депресија која ќе трае до 15 јануари, пошто повторно се враќаме во зимска депресија, па во пролетна и летна, за на крајот да завршиме со есенска депресија. А од Битола ни доаѓа еден позитивен, светол пример за тоа како еден град и еден градоначалник треба да се борат со загадувањето. Не слушај ме што зборувам, гледај ме што правам. Е мотото на битолскиот градоначалник Владимир Талески, кој преку личен пример му објави војна на загадувањето во градот под Пелистер. За таа цел, тој од градскиот буџет набави автомобил Peugeot 508 и го пензионираше стариот Citroen C4. Имено, новиот автомобил ќе им помогне на битолчани полесно да дишат, затоа што има Евро 5 мотор и мала емисија на штетни гасови. Граѓаните се срекни со овој потек на градоначалникот и се надеваат дека и тие еден ден на овој начин ќе придонесат за почист воздух во Битола. Но засега исхраната им е на врвот на приоритетите. Уште една добра вест ни доаѓа од Битола. Имено градот е во тесна конкуренција за најдобро украсен град во Европа заедно со Виена, Цирих, Будимпешта и Малме. За прекрасната новогодишна атмосфера во градот на клавирите, оваа година се погрижи и одличното новогодишно украсување, кое градот го лансираше директно во конкуренција за најдобро украсен град. За да не ја нарушуваме убавината, сликите ќе ги пуштиме без коментар. Покрај естетската убавина на ова украсување од општината ја истакнуваат и еколошката придобивка за овие украси, кои после празничната еуфорија ќе бидат претворени во оранжерии. Во Македонија единствениот сокол што е вистински заштитен од државата, најверојатно е градоначалникот Сокол Митревски. Иако и другите соколи според законот би требало да уживаат право на живот, оваа група ќосиња не мислеше така. Боемската улица може би ги чинеше центарци скромни 710.000 евра, но долгорочно таа ќе донесе голем бенефит не само за општината, туку и за градот и државата. Имено веќе по првите денови од пуштањето на пешачката зона забележано е зголемување на приходите на пајак службата на ПОЦ во реонот на Боемската улица. Ако и ова не ги врати парите, можно е Жерновски да почне да собира патарина за минувачите и трубарина од трубачите. А да видиме како се прослави новата година вчера во главниот град. Кратка репортажа имаме од нашиот репортер Кузман Статива. Да погледнеме. Драги гледачи, еве се наоѓаме на градскиот площад. Како што гледате овде атмосферата се вжештува. Во исчекување сме на новата година, испраќаме старата. Часот е точно 23 часот и 59 минути. Еве се очекува големо славје, голем огномет, еуфоријата расте. Во секој момент се очекува да се поклопат стрелките на часовникот. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 0. 2, 1, 0. Драги гледачи, туку што ми јавија дека оваа година, новата година се откажува. За вчерашни директно од лани статива. Нашите анкети, како и оние на другите, покажуваат дека најголем број од граѓаните новогодишната ноќ ја поминале во кругот на најблиските. Па затоа нашата екипа истражуваше што тоа значи. Здраво, драги мои. Еве, јас, како и сите останати, за новогодишните и божикните празници ги собрав моите најдраги, заедно во една домашна атмосфера, да ги прославиме тие празници. Ете така се собравме, има една огромна топлина, тука е Јоцо, тука е Кире, Марија, Ана, Драгица. Полна куќа луѓе, како да ви кажам. Тоа е едно прекрасно чувство. Дечки, како сте? Здраво? Срекна нова година! Јоцо, полека! Срекна нова година! Срекна и на тебе, топ, чекај малку. Интернетот е слаб, не е до мене, полека. Чекај, Драгица. Ана, полека бе, дечки, шо е на вас? Гледате каква атмосферата, драги гледачи. Дај Боже и вие вака уште многу години да си прославувате вака со најблиските околу вас, да видат сите, па да сме живи и здрави за многу години нека е. На здрави! Сега се вклучуваме директно од токсиколошкото оделение при една скопска болница, каде ќе видиме како помина новогодишната ноќ. Е така, тука сме пред токсиколошкото оделение со доктор Радомир Миловановиќ. Он ќе ни каже како поминале вчера. Докторе? Докторе, мирно ли беше вчера? Традиционално поминавме со музика и со прасечко, но за изненадување е тоа што оваа година, за разлика од другите, немаше прејадени, иако руската и прасето ги снема уште во 11 часот. Добро, а имаше ли пијани? Како може нова година без пијани? Се опија неколку доктори, например, сестрата, докторката, односно Маре од гастро, се направи дрво. Ама истретиравме неа со традиционална медицина, малку со расол помогнавме и се опија седум медицински сестри, меѓутоа медицински она што се вели беа весели. Веднаш после завршувањето на журката ги пуштивме на домашна нега на рехабилитација и сега се чувствуваат одлично. Ише јавноста да не се секира, многу добро си поминавме за нова година. Фала ви, ептен доктор Миловановиќ. Студио? Така е, Лешник, ти благодарам. Поздрав до докторот. Јована? Петар? Маш за изминатава 2016 година е... Имаме изненадување. Wiener Philharmoniker und ich wünschen Ihnen Prosit Neujahr! Како звездите ќе бидат наклонети кон политичарите оваа година? Прашање кое често си го поставувате. Па затоа ние се консултиравме со прочуената балканска астролошка, која ни даде конкретни одговори. Да погледнеме. Хороскоп на познатите македонци за 2017 година. Никола Груевски, хороскоп 2017 година. Астролошките предвидувања за Груевски за 2017 се идентични со почетокот на 2016, односно работа 24/7, се до пролет кога имаме ретроградно движење на Нептун, кое што е поттикнато од месечина во странски фактор и може да му донесе сериозно добар период кој што ќе го помени на одмор. Пари и финанси, сите пари на светов. Зоран Заев, како и сите во приватниот сектор, и кај него годината започнува со последици од финансиската криза, но можни се одредени ретроградни движења на месечината од неговата куќа во Струмица, може да се пресели во куќата на Сонцето во Скопје. Здравје, потребни се одредени промени во неговиот животен стил за живот во Македонија. Пари, евро ваму, евро таму, стабилна финансиска состојба за 2017 година. Али Ахмети, со ретроградното движење на Марс, голема е веројатноста да следат промени на неговото работно место и месечината да предизвика негово враќање на своето старо работно место Шумар. Здравје!
Градскиот смог и загадувањето многу ќе влијат на неговите дишни патишта. Зачестено е негово присуство во Мала Речица. Пари. Неповолен финансиски тренд заради падот на процентите. Павле Трајанов. Павле Трајанов. Павле. Почитувани, звездите не знаат кој е Павле Трајанов. Ексклузивно имаме чест да поразговараме со амбасадорот на амбасадата на Лапонија во Скопје, а воедно и портпарол на Дедо Мраз за Македонија, неговата екселенција Миле Паника. Миле Паника, добро вечер. Добро вечер и прво да ве поздравам и многу ми е драго што прв пат сум во вашето студио, многу убаво да љубичасто вака. За почеток би ве прашал зошто портпарол, зошто Дедо Мраз не дојде лично? Секоја шуша више со портпароли настапува, зошто тоа право да го нема и Дедо Мраз, а плюс со тоа се зголемува и бројот на работни места, нови вработувања. Кажете ми, како живееа граѓаните оваа година? Како живее? Па јас се надевам дека живеева подобро. Сега, ако некој не живеел подобро, тоа значи дека не го исполнил ветувањето што премиерот го даде минатата нова годината. Кои се најголемите желби, најчестите? Па има разни желби, на пример од некој посакува кров над глава, други па поише кровови над глава, они сакат да имат. А кажете ми за чист воздух, посакуваат ли чист воздух? Да, посакуваат тоа највише, меѓутоа тука Дедо Мраз е може само интервентно, затоа што сака тоа подолгорочни мерки, али овака од краткорочните, Дедо Мраз на сите им стави по едно пакетче чипс од големите, и они ако се најдат у многу загадена ситуација, може да го отворат чипсот и со тој воздух да дишат додека да стигнат до некоја блиска планина и да се спасат. Дали можете да ни откриете што најчесто политичарите посакуваат од Дедо Мраз за Нова година? Видите, сега малку се избешава работите со тоа што нова година беше блиску со изборите, така да некој, да не ги именуваме сега, некој посакувава 63 пратеници, али малце се избрза работата, па не бевме у могуćност да испуниме тоа. Други па некои политичари, они па имаат желба премиер да биде. Кажете ми, дали после изборите добивате некои други интересни писма? Па видите, писмата кај нас добиваат non-stop, али еве интересно писмо е до такво што би го отвоело до воен, некои граѓани доби и вика дај бе Дедо Мраз, види што е работа ваков парадокс, не немале. Наводно, прв пут од македонските партии имаат 100 пратеника, али пошто биле раскарани се албанците, највише ќе добиеле. Али тоа Дедо Мраз уопште не го есапи, пошто за Дедо Мраз сите се исти. Дали са македонци, турци, албанци, битно е да се има една кохезија и да се живее у благосостојба и тоа. Се извинуваме што го прекинуваме овој разговор, меѓутоа само што ни пристигне едно итно соопштение од Македонската академија на науките и уметностите, или накратко МАНУ, после долгогодишни истражувања, сателитско наблюдување на оџаците во Маџари и во Керамидница, како и опити направени врз ирваси, откриено е дека ирвасите сепак не може да летаат и дека Дедо Мраз не постои. Господине портпарол, се извинува, бијам некоја работа у друго студио, ќе дојда, бја повторно ви благодарам за гостувањето. Режија? Одиме джингл. Маш за изминатава 2016 година е... Имаме изненадување. Wiener Philharmoniker und ich wünschen Ihnen Prosit Neujahr! Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. А сега се префрламе во нашето друго студио, каде што го имаме Мартин 99 во рубриката Граѓаните прашуваат. Наш гостин во рубриката Граѓаните прашуваат е Васко Ефтов. Добре дојдовте. Кај сте влезени, сте направиле раскол? Добро, но ве молам, еве, темата е убава. Разговараме за Дедо Мраз. Каков раскол?
Еве, баш ме интересира вашето мислење. Што мислите? Кој би можел да биде најдобар Дедо Мраз? Многумина мислат дека премиерот има така црвени, румени образи и дека би можел да биде одличен Дедо Мраз. Само нема брада. Дали тоа ги плаши децата? Емил Димитриев го плаши народот. Па вака миролюбиво ми дело мене да искрено. А што мислите за мене? Можам ли јас? Вака се да не се навреите, ама имате некоја шпиунска фаца, вака искрено. Од профил кој е погледни човек. Што сакате да кажете? Дека некој друг би бил подобар и поадекватен? Може ли да ме видите вака сега? Ве гледам и? Прво сум поинтелигентен, второ сум позгоден. Трето можем побрзо прашање да ви поставам. Четврто можем да ве натерам да се потите пред камера. Ама сега, вие постојано ги минувате улогите. И сега би се нафатиле на оваа? Не, новинар сум јас. Но добро, а ако ви понудат? Никој ми нема дојдено на врата. Значи никој ми нема сугерирано. А доколку јас тоа го испромовирам на социјалните мрежи, еве да предложам вие да бидете Дедо Мраз. Колку што можам да видам за Facebook, на Facebook све коментирате. Меѓутоа за таа работа на Facebook немавте ништо искоментирано. Но еве, ако не можете нити вие, нити Заев, а се бара политичар, тогаш остануваат Груевски и Иванов. Ма видите која манипулација правите. Ама зошто манипулација? Зар Иванов не е идеално решение? Ама не дослушувате, тука ви е проблема. Што да дослушуваме? Еве Иванов нема кажано дека не сака. Па тоа ги кажа Ѓорги Иванов во интервјуто за Билд. Се извинувам, еве јас немав чуено. Кој ќе ви ги пуштат порталите? После ова што кажавте дека. Ма зошто? Што сгрешивме сега? Имате половина родни нишови се жени у фамилија. Сте ги прашале дали читат хороскопи? Каква врска има сега хороскопот? Венера. А тоа Венера што е? Ми личи на некоја криптирана порака. Другар Саевски, гатачка така криптирано како би се напишала на пример? Мислите на гатачката на премиерот? Зашо правите манипулации постојано? Ма какви манипулации? Дајте ви се молам. Само прашавме кој би бил најдобриот Дедо Мраз. Мислам дека сега комуницираме криптирано тука. Добро. Значи не смеете да го споменете неговото име. Тогаш кој? Роза Луксембург. Ама таа е жена. Лав Николаевич Троцки. Може така да не биде Роза Луксембург, нека биде Бухарин така или нешто. Бакунин или така. Ви благодарам и со среќа. Многу среќа, се надам ќе се видиме следниот пат. И јас исто. И ја исто. Тоа беше се за вечерва. А во следниот прилог ќе видиме кои беа личности на годината според вчерашни. Да. Гледам многу луѓе сте се собрале, па си викам да не даваат сендвичи доле у лоби. Папо. Да. Папо, тука сум за да ја представам жената на годината за изминатата 2016 година. Во конкуренција се Патришија Аркет, Кира Најтли и Мерил Стрип. Жена на годината за изминатата 2016 година е... Да, дами и господа, таа е доста строга и праведна, да. Дрска, но и привлечна. Таа здрачи со сексипил, елоквентност, остра на јазик, сепак нема таков што би одолеал. Се надевам дека веќе погодувате, жена на годината за 2016 е Фатиме Фетаи! Честитки! Нека лежи ѓубрето. Ајде сега нека лае против шефот. Ти материна. Така е станува доста жешко, доста напнато. Кој ќе прави друштво на Фатиме Фетаи во конкуренцијата Маж на годината? Номинирани се Бредли Купер, Бенедик Кумбербоч, Бенедик Кумбербар, Майкл Кито, не се сме, фрли мастиката, не е смешно. Маж за изминатава 2016 година е... Имаме изненадување. Тој е мирен и ненаметлив маж, како што посакува секоја жена. Молчелив и ако може воопшто устата да не ја отвара. Но неговите скржави зборови се вистински бисери. Знае да танцува, особено модерни танци кои што се природен афродизијак за женското либидо. И на крај може би најважно за секоја жена, знае да простува. Според сите овие параметри, за маж на годината го избравме господинот Ѓорге Иванов!
Иванов! Аплауз! Направете му пат да помине на Георги Иванов. Ве молам, направете му пат. Чи ве молам, тоа не е се. Со оглед на тоа дека имаме нова категорија, а тоа е нај-Никола на годината. За нај-Никола номинирани оваа година се Никола Тодоров, Никола Поповски и Никола Груевски. Какво изненадување. Нај-Никола на годината е Емил Димитриев! Аплауз! Направете му пат да помине на Емил. Така е, полека. 1 јануари, ден кога наместо омилените звезде Гранда, македонските гледачи се принудени да гледаат концерт на Виенската филхармонија. Се вклучуваме во живо на концертот со коментар на нашиот коментатор. Die Wiener Philharmoniker und ich wünschen Ihnen Prosit Neujahr! Се наоѓаме во клубот на пратеници, тука све е подготвено за доаѓање на парламентарните партии за бендисување. И вратата се отвара, тука се албанските партии, ДУИ, ДПА, Села и Алијанса, ги бараат коалиционите партнери, ДУИ иде напред, ги вика у собата за состаноци, ама внатре нема жива душа. Македонските партии по обичај каснат, тие каснели во јајце, да не се крија случајно позади барокните стубови? Не, нема никој. И додека чекаат албанските партии се синхронизира, што се убаво синхронизирани, и наеднаш дуп, и македонските партии, освен ВМРО и СДСМ, некој ги викал тука и Левица и ЛДП, но и тие ќе влезат во салата за состаноци, малку срамежливо тука да влезат на тоа. Не, албанските веќе ги видоа и додека ги гледаат, овие се осеќаат како да се додзит на некој начин. Ги гледа, и Грески вика, јак идем прв. Он вика, иди, он се као се пишмани, меѓутоа, он е храбар, стои тука и кога му придоа сите, една блага несвестица и таман да падне го фатија. И у таа несвестица му текнува на едно време кога имаше тендерски валцер сам во една просторија. Како све беше убаво. Па се мутат некои тендери, некои проценти тука. Меѓутоа овој сон веќе нема да биде. И за тоа време аплауз го будил од овој сон. Дали е на повидо коалиција на СДСМ со албанските партии, еве плескаат сите и музиката се, Груевски најверојатно останува сам и треба да се одјавуваме сега. Коалиција веројатно ќе има и среќна нова година. Преговорите очигледно продолжуваат, а ние продолжуваме со вестите. Доколку се случи коалиција, правовремено ќе ве известиме. Силвестер Ведер само што се врати од новогодишната прослава и е подготвен да ви ја каже временската прогноза. Лека, драги гледачи, времето ќе биде, не знам, 20 и нешто. Се уште сум маморен, така да слободно отворете джам и видете сами. Биометео. Биометео, неповолно. Добро утро и среќна нова година. Ако ја почнавте новата година со нас, бидете уверени дека цела година последни ќе дознавате. Што и не е така лошо, барем сте на чекор за сите. Ако ви не достигаме неделава, гледајте не на Facebook и на YouTube. Среќна нова година, сакајте се и добро утро. Вчера заврши старата, денеска почна новата. Па нека ни е најдобра. Добро утро.